вечерва во киното Синеплекс со премиерата на филмот Каме и повторува започнува 6-тиот фестивал на францускиот филм. Ова е првата вест за денеска во Урбаните вести. Останете со нас. Трајановски го продолжи циклусот посети по скопските општини. Денеска ја посети општина Ѓорче Петров. Подпишан договор за јавно-приватно партнерство за изградба на нова општинска зграда во Ѓорче Петров. Еднократна парична помош на семејства со новороденчиња во општина Киселавода. Со пригодна прослава одбележан денот на СОС Детско село. Градот Скопје и јавните градски предпријатија од денеска па во наредните 3 дена ќе бидат насочени кон општина Ѓорче Петров, каде ќе се спроведе масовна акција за расчистување на општината. Овие активности се дел од циклусот посети на градоначалникот на град Скопје Коца Трајановски на сите скопски општини. Прилог на Томислав Атанасовски. Во просториите на општина Ѓорче Петров денеска се одржа средба на службите на градот Скопје и на јавните градски предпријатија со урбаните и месни заедници од општина Ѓорче Петров. На средбата присуствува градоначалниците на градот Скопје и општина Ѓорче Петров, Коце Трајановски и Сокол Митровски, директорите на јавните предпријатија на градот Скопје и надлежните на пунктовите во општина Ѓорче Петров, раководителите на секторите на администрацијата на градот Скопје и општина Ѓорче Петров, како и представници од сите урбани и месни заедници од општина Ѓорче Петров, кои во следните 3 дена масовно ќе работат на уредување и расчистување на општината. Ке се интервенира во области што се во нивна надлежност, како кастирање на гранките на дрвјата, санирање на уданите дупки на улиците, акции во чистење на зелените површини и улиците, интервенции во насока на подобрување на водоснабдувањето и слично. Ја продолжуваме практиката која што имавме во изминатиот мандат, да 2 пати годишно се среќава градот Скопје со општините во градот Скопје, со тоа што од страната на градот Скопје доаѓаат раководителите на секторите од администрацијата на градот Скопје и директорите и раководителите на секторите на јавните предпријатија од градот Скопје, а од другата страна, тоест од страната на општината, е општинската администрација, тоест раководителите на секторите на општинската администрација и председателите на местните заедници. На овој начин имаме една тесна соработка и комуникација меѓу градот Скопје и општините, во конкретниот случај со општина Ѓорче Петров, бидејќи сметаме дека на овој начин најповеќе се приближуваме кон граѓаните на општина Ѓорче Петров, бидејќи граѓаните преку председателите на местните заедници имаат можност да согледаат работата на јавните предпријатија, тоест имаат можност во една директна комуникација на јавните предпријатија на градот Скопје да кажат што е добро, што е добро од она што го работиме, што не е добро, да дадат еден критички осврт за работата на јавните предпријатија, особено во своите местни заедници, и сметам дека ние како град Скопје и како јавни предпријатија имаме полза од оваа соработка. Градоначалникот Сокол Митровски изјави дека е задоволен од соработката со градот Скопје и јавните предпријатија и дека комуникацијата и координацијата меѓу нив е на високо ниво. Овие работни средби се навистина корисни и се докажа дека даваат импулс, затоа што на овие работни средби правиме целосна анализа на досегашното ангажирање наше, на стручните служби, на тие договорени активности во претходниот период и правиме секако планови за понатамошното ангажирање и на стручните служби на јавните комунални предпријатија кои се сервис на целиот град Скопје. Во оваа пригода не можам а да не истакнам дека навистина ангажманот на јавните комунални предпријатија во изминативе години е видно подобрено и тоа сакам посебно да го нагласам. Јас како градоначелник навистина сум задоволен во име на граѓаните, во име на Советот на општината говорам, затоа што слушам ехото на моите сограѓани дека навистина не е идеално. Меѓутоа направиле голем исчекор во однос на изминатите години. Посебно нагласувам со опремувањето и со опремата која е направена и набавена и од страна на владата и од страна на градот Скопје. На стребите представници на урбаните и на местните заедници ќе имаат можност да разговараат со градските служби и јавните предпријатија за проблемите со кои што секојдневно се соочуваат граѓаните на Скопје и општина Ѓорче Петров, да понудат предлози и идеи за нивно надминување, како и предлози за подобрување на работата на јавните предпријатија.
Општина Ѓорче Петров и фирмата Трансмет од Скопје потпишаа договор за јавно-приватно партнерство за изградба на административно деловен објект во кој треба да биде сместена и општинската администрација. Објектот ќе се гради на површина од 15.000 метри квадратни, од кои 3.600 ќе припаднат на општината, а рокот за изградба е 36 месеци. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Сокол Митровски денеска потпиша договор за јавно-приватно партнерство со директорот на компанијата Трансмет од Скопје за изградба на административно-деловна зграда, во која треба да се смести и локалната власт. Зградата ќе се гради на површина од 15.000 метри квадратни, од кои 3.600 квадрати ќе бидат отстапени на општината, а останатите 11.400 метри квадратни ќе бидат наменети за деловни простории на приватниот партнер. Во објектот кој ќе биде лоциран во дел од Реонскиот парк и ќе се протега до главната улица Ѓорче Петров, ќе биде изграден и подземен паркинг на 2 нивоа, со што ќе се обезбедат 350 паркинг места. Градоначалникот Митровски истакна дека ова е само еден од 150 проекти ветени во предизборната кампања и еден од поглавните веднаш по изградбата на фекалната канализација. Ова предизборно ветување, еве почињаме да го реализираме, тоа е најголемото, најскапото по инвестиции после фекалната канализација. Вкупната вредност надминува 12 милиони евра. Се надевам дека уште еднаш да потенцирам дека ова ќе биде нашиот симпол Ѓорче Петровски, дека тоа ќе биде еден конгломерат на сите заеднички служби кои треба да функционираат и сето тоа што е денеска расфрлано на 3 места, соматичната служба на 4, сето тоа ќе биде собрано на едно место. Убеден сум дека во наредниот период ќе имаме одлична соработка. Би сакал само да упатам и еден апел до сите представници на локална и централна власт да го следат овој пример, да склопуваат бизниси со компаниите, македонските компании, така да се најдеме во заедничка соработка и да работиме заедно. Рокот за изработка на проектната документација е 6 месеци, а рокот за изградба е 30 месеци од денот на правосилноста на одобрувањето за градба. Изградбата на новата зграда ќе овозможи примена на едношалтерскиот систем. Службите на општинската администрација, кои се сега лоцирани на 4 различни места, да добијат соодветен простор, што ќе значи побрза и поефикасна услуга за граѓаните. Вредноста на објектот чини околу 12 милиони евра. Двеста метални контейнери со зафатнина од 1 кубен метар наскоро ќе бидат заменети со нови пластични, од кои 150 ќе бидат наменети за фрлање мешан комунален отпад, а 50 ќе бидат наменети за пет амбалажа. Со новите пластични и со веќе поставените 50 подземни контейнери, Скопје ќе добие поубав лик. Контейнерите ќе бидат со капаци и од нив нема да се шири неподнослива миризба од смет. Пластиката нема да биде чувствителна на материите што ги оштетуваат металните садови за отпад, поради што кородираат и не го задржуваат исцедокот. Пластичните контейнери за мешан комунален отпад ќе имаат зелен капак, а оние што ќе бидат наменети за пластична амбалажа ќе бидат со жолт капак. Во согласно со планот на предпријатието за периодот 2012-2017 година, предвидено е во рок од 4 години да се заменат сите 4500 метални контейнери. Со замената ќе се започне од центарот кон периферните делови на Скопје. Старите неупотребливи метални контейнери ќе се продаваат на јавна лицитација, а оние што ќе може да се употребуваат ќе се репарираат и ќе бидат поставени на периферијата каде што има потреба од нив. Секое семејство со новороденче на територијата на општина Киселавода, кое ќе биде родено во периодот од 20 јуни 2013 година, заклучно со 31 декември оваа година ќе добие еднократна парична помош во износ од 6000 денари. Андријана Димитриевска. Еднократна парична помош ќе добие секој новороденче кое ќе биде родено на територијата на општина Киселавода во периодот од 20 јуни 2013 година до 31 декември истата година. Оваа одлука е донесена на изминатата седница на Советот на општина Киселавода и е поддржана од градоначалникот и сите советници. Семејствата со новороденчињата ќе добијат еднократна парична помош во износ од 6000 денари, а за реализација на оваа програма до
крајот на 2013 година општината предвиде дополнителни 2 милиони денари. Процедурата за поднесување на потребната документација е многу едноставна. Би сакал да ја поздравам оваа одлука на Советот на општина Кисела Вода и овој предлог на градоначалничката и верувам дека реализацијата на овој проект во наредниот период ќе поттикне во насока на зголемување на наталитетот во оваа општина, проблем со кој што не се соочува само Република Македонија, туку се соочуваат и најголемиот број на земји од нашето опкружување и во Европа. Министерството за труд и социјална политика и понатаму ќе продолжи да ги поддржува овие иницијативи и проекти кои што ќе влијаат во насока на зголемување на наталитетот во нашата држава. Во исто време би сакал и да ги поттикнам останатите општини кои што немаат спроведено сличен проект да превземат иницијативи и мерки во насока на дополнителна финансиска поддршка за секое новородено дете со цел сите заеднички да помогнеме во насока на зголемување на наталитет. Еднократната парична помош ќе се доделува врз основа на поднесеното барање од страна на семејството со уредна документација на увид која ќе го потврди раѓањето на новиот член на семејството и територијалната припадност на подрачјето на општина Киселавода. Значи, двајцата родители треба да се жители на општината и покрај барањето кое може да го подигнат од општината, неопходно е да достават на увид и важечки лични карти или други исправи за лична идентификација, како и извод од матичната книга на родените за новороденчето. Причината за носењето на ваква одлука е многу рационална, имајќи ги в предвид податоците од Државниот завод за статистика, според кои последните 5 години бројот на живородени новороденчиња во општината Кисела Вода се движи во просек од околу 560 дечиња, сметавме дека со носењето на ваквата одлука ќе придонесеме кон позитивен поттик и стимулација за зголемување на бројот на децата во семејствата на територијата на општина Кисела Вода. Според доставните информации од Државниот завод за статистика, бројот на живородени деца во општина Кисела Вода за 2012 година изнесува 583, за 2011 година изнесува 527, а за 2010 година бројот на живородени деца изнесува 578, за 2009 година изнесува 582, за 2008 изнесува 596, а за 2007 изнесува 517, што значи во просек на годишно ниво во општина Кисела Вода се раѓаат 560 новороденчиња. СОС детското село денеска го одбележа 12-тиот роден ден со промоција на клуб на млади, кој ќе го предводи поранешна штетиничка на детското село, а сега успешна жена и вработена во Министерството за труд и социјална политика. Прилог на Елизабета Дамјановска. СОС детското село во Скопје, кое започна да функционира во 2012 година. Денеска во селото има 12 семејни куќи и 2 младински куќи каде се згрижени 89 деца и младинци. Децата кои престојуваат во СОС детското село ги имаат потребните услови за нормален живот, кои барем малку ќе им помогнат да ја заборават нивната тажна судбина. На прославата на СОС детското село, која се одржува традиционално секоја година, присуствуваше министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, а своје обраќање имаше и директорот на СОС детското село Виолета Георгиевска, како и градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски. Денеска одбележуваме 12 години од постојањето на СОС детско село Македонија. Значајно за оваа година е што се потпиша меморандум за соработка со Министерството за труд и социјална политика и ќе отпочне финансирање на 3 семејства во системот на СОС семејствата, а очекуваме до крајот на годината да се потпише и договор со што ќе се заврши трансформацијата на СОС детското село Скопје. СОС детското село се препознава по уникатниот модел, индивидуалниот пристап, квалитетната грижа, имплементираните стандарди и добри услови за живот, истакна денеска министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Освен во полето на заштитата, детското село е активно и во полето на превентивата, во 2 советодавни центри кои функционираат во рамките на општините Газибаба и Шуто Оризари. Против
Противпожарниот сојуз на град Скопје ја спроведува годишната кампања за заштита на шумите и другите отворени простори од пожари, со цел зголемување на јавната свест за заштита на шумите од пожари. Кампањата ја спроведуваат противпожарни патроли формирани во општинските противпожарни сојузи, кои делуваат на територија на град Скопје и околните општини. Противпожарните патроли делуваат на терен на граѓаните и им укажуваат на опасностите од шумските пожари. Даваат препораки за превенирањето од пожарите, како и за постапување доколку забележат пожар во шумите или на друг отворен простор. На граѓаните им делат флаери со содржина за заштита на шумите од пожари, а на фреквентни места се поставуваат постери со содржината за заштита на шумите од пожари. Со оглед на предстојниот летен период со високи атмосферски температури, релативно ниската влажност на воздухот и сушењето на тривната вегетација, поради што се зголемуваат ризиците и опасностите од шумските пожари. Противпожарниот сојуз на град Скопје апелира да не се пали отворен оган во шумите или во нивна непосредна близина, да не се палат стрништа, плевелот и пасиштата. Граѓаните да внимаваат на догорчињата и од пушаци, да не дозволуваат децата да си играат со запалки и со оган. При евентуално забележување на шумски или друг пожар на отворен простор треба да се пријави на телефонскиот број 193 и граѓаните да се вклучат во гаснење, бидејќи тоа е и нивна правна обврска. Една од спортските информации за денеска е тоа дека 18 клубови од серијата А се вмешани во нова афера на италијанскиот фудбал. Повеќе детали гледате во спортските вести веднаш по рекламите.